подолго време откако беше објавено последното видео на овој канал и во меѓувреме се гледам себе си расфрлам помеѓу белешките, помеѓу книгите отворени на сите страни. Обидите да го срочам, ми се чини видеото кое што треба да означи една пресвртница. Во минатото кога почнував со оваа работа, каналите на YouTube беа малку, беше едно специфично пандемиско време и веројатно сета концентрација на енергијата беше таму. Сега, откако тоа време е позади нас, сите канали веројатно на некој начин си го бараат својот идентитет, а преку тоа и својата специфична тежина. Овој канал, настрана подкастите со исклучителни луѓе кои што сум ги имал до сега и ки ги имам во иднина, секогаш сум се обидувал да ги најдам моите теми и моите идеи за кои што сакам да зборувам. И сега, настрана главните две идеи кои што стојат и во описот на самиот канал, јас мислам дека специфичноста на мојата личност е таква што се она што сакам да ви го представам го барам некаде запишано низ книгите кои што сум ги прочитал. На некој начин тоа е еден вид на професионална деформација во која што не можам да се впуштам во некаква материјална расправа или објаснување на нешто кое што би било само според моите сваќања и убедувања, а никако според нешто што значи извор за таа тема. Познавам многу луѓе кои што ја пуштаат фантазијата слободно да талка и врз основа на својата фантазија создаваат уште пофантастични видеа. Тоа би било одлично доколку природата на видеата е раскажување на приказни. Раскажувањето на приказни не познава граници, во тој смисол и пишувањето на фикција како што се раскази, романи, драми, поезија и слично. Едноставно таквиот тип на дела бара само бујна фантазија и добар стил на пишување. Но кога се обидуваме да зборуваме за фактографија, дали е тоа историја, дали се тоа современи настани или проблематики, ретко кога можеме да се повикуваме на себе си како на еден и единствен и највисок извор за таа тема. За жал, многу често се случува тоа, многу пати таквото фантазирање е плод на одредени фантазии кои што свесно или несвесно кај луѓето дошле преку Холивуд, дошле преку урбани легенди, кои што освен тоа што се урбани легенди не можат да бидат потврдени на никаков друг начин. Многу пати одењето по таа фактографска линија, барајки цитати од најразлични книги, има доведено до најразлични проблеми и несогласувања со луѓе. И класика на овој канал е кога луѓето ќе видат тема која што е провокативна, тема која што се коси многу често со воспоставените заблуди кои што сакаат да бидат да изиграваат норми. И многу често, застанувајќи од сопственото гледиште како единствено, точно, важно и правилно, супериорно би рекол, многу луѓе знаат со обвинување, со инквизиторски поглед да се однесуваат кон она што го правам јас, што го работам, и за многу ставови, за многу факти изнесени поврзани со такви истражувања, колку и да сум се обидувал да укажам дека ете тоа и тоа е запишано во таа и таа книга,
логички поврзано 2 и 2 се 4, многу пати се случувало да биде вперен прстот кон овој канал, кон мене како личност и зборовите или синтагмите кои што најчесто се употребуваат дека тоа е ѓаволска работа, дека тоа е сатанизам, дека тоа е против нашиот Бог и така натаму, без при тоа тие луѓе да имаат прочитано и две реченици од оно што се нарекува Библија или Свето писмо. Така што деновиве се обидувам еднаш за секогаш да ја затворам таа тема. Значи правам комплетно истражување на таа тема која што ќе се однесува на тоа што е запишано во сите древни текстови, во сите свети текстови кои што подоцна се служат како основа на повеќето големи религии, кои концепти ги познаваме како такви, како тој феномен се има манифестирано во денешницата, кои символи се користат и што значи користењето на тие символи, кои се организации се формирани или постојат или се претпоставува дека постојат, за да на крајот дојдам до заклучоците кои што инспириран од кажувањето на една авторка на книга која што ја препрочитувам деновиве, се однесува на личното искуство. Значи, мислам дека најдобрите книги се пишуваат врз основа на лично искуство, а во тој поглед, значи, поврзано со оваа тема, имам редица лични искуства и редица искуства на луѓе кои што ги споделиле тие работи со мене во доверба, така што обзнанувањето на тие искуства многу пати за мене представуваше и еден вид на двумење, дали да ги изнесам или да не ги изнесам, но бидејќи постои согласност од луѓето кои што ги споделиле со мене да бидат споделени како вистина под велот на анонимноста, еве, ќе си го дадам и тоа право да ги објаснам тие работи. Бидејќи ова звучи многу вака општо, морам да ви кажам дека ова е само најавување на тоа видео. Потребни ми се уште неколку денови за да го обработам сиот материјал и да го склопам во оној стар, добар стил во документарна форма како што го правев на почетокот на работата на овој канал. Ми се чини дека така најдобро се изразувам и најсинтетично и најкратко ќе изгледаат видеата, значи ќе нема потреба со часови да седиме пред екранот и да разговараме за одредени теми. Значи, ако видеото е пократко, ќе можеме подоцна во коментари да се објасниме за се што мислиме дека требало да се објасниме. Така што благодарам на сите вас што во меѓувреме кликнавте subscribe. Видов дека во овој период на молк и на медитација и на истражување, каналот и понатаму е активен, значи луѓе доаѓаат и ги гледаат по старите видеа, гледам дека има нови претплатници и дека има нови луѓе кои што ја користат опцијата Join. Оваа втората работа, значи опцијата Join, јас сум многу среќен и радосен што периодов имам прилика да ги запознам некои од луѓето кои што го направиле тоа, да поразговараме и да ми ја кажат сопствената приказна во смисол зошто ме поддржуваат. Значи, Татончо канал не е меѓу најголемите канали на македонскиот YouTube простор, а истовремено ми се чини дека бројката на луѓе кои што ме поддржуваат со тоа символично членство е солидна за вака, би рекол, скромен канал. Така што ве повикувам понатаму да го правите тоа. Ако имате пријатели на кои што би им се допаѓале овие теми, слободно споделете го со нив и останете тука. Значи, темата ќе биде многу провокативна, а истовремено ќе биде издржана со многу книги, многу белешки, многу
истражување, така што не е исклучено и да биде поделена на неколку дела. И сега дозволете ми во стилот како што ве поздравував порано да ви кажам: јас сум Татунчо, драги пријатели, секој добро.